И денеска ќе продолжиме со Евангелието според Јован после една недела пауза. И продолжуваме во 18-та глава која започнавме минатиот пат. Значи, минатиот пат започнавме со 18-та глава од Евангелието според Јован. И таму видовме дека Исус заедно со учениците после таа големо свештеничка молитва од 17-та глава отидоа во Гециманската градина, каде често пати рековме дека Исус одел и сам. Таму и се молел. И видовме дека тоа е едно прекрасно место, прекрасна градина која смирува, место кое е убаво за молитва и за одмор, но исто така кажавме дека и Јуда знае за тоа место. Значи, Јуда го знаеше тоа место и така Исус го олесни своето апсење. Но Исус знаеше уште нешто што е многу посимволично. Тоа е една голема символика во сето тоа одење во Гециманската градина покрај потокот Кедрон, бидејќи потокот Кедрон што тече низ градината е поврзан со храмот и точно од тука има врата и влез во храмот. И од тука во тој влез, тоест преку таа овчка врата која така е наречена, низ незе поминуваат јагнината носени на жртвување во храмот. И точно Исус, кој е Божиото јагне, помина од тука. Значи, Божиото јагне беше носено на жртвување. Помина од тука и влезе во храмот. И тоа е таа голема символика. И тоа е тој план. Планот оди понатаму, како што кажав. Но сега да го прочитаме денешниот текст. Јован, 18 глава, од 12 стих до 27. Тоа ќе биде текстот за денес. Тогаш четата, заповедникот и јудејските слуги го фатија Исуса и го врзаа. И го одведоа првин при Ана. Имено тој му беше тест на Кајафа, кој беше првосвештеник во онаа година. А Кајафа беше оној кој ги посоветува јудејците дека е подобро да умре еден човек за народот. По Исуса одеа Симон Петар и еден друг ученик. Ученикот му беше познат на првосвештеникот и влезе со Исуса во првосвештениковиот двор. А Петар стоеше надвор пред вратата. Тогаш другиот ученик, кој му беше познат на првосвештеникот, излезе, проговори со вратарката и го воведе Петра. Тогаш слугинката, вратарка, му рече на Петра: да не си ти еден од учениците на човеков. Тој рече: не сум. А слугите и служителите беа запалиле оган и стоеја и се грееја, зашто беше студено. И Петар стоеше со нив и се грееше. Првосвештеникот пак го праша Исуса за неговите ученици и за неговата наука. Исус му одговори: јас му зборував на светот јавно. Секогаш поучував во синагогите и во храмот, каде се собираат сите јудејци. И ништо не говорев тајно. Зошто ме прашуваш мене? Прашај ги оние кои чуја што сум им зборувал, тие знаат што сум говорил. Кога го рече тоа, еден од присутните службеници го удри Исуса по образ и рече: така ли му одговараш на првосвештеникот? Исус му одговори: ако реков лошо, докажи дека е лошо. А ако реков добро, зошто ме удираш? Тогаш Ана го прати врзан при првосвештеникот Кајафа. А Симон Петар стоеше таму и се грееше и му рекоа: да не си ти од неговите ученици. Тој одрече: не сум. Еден од слугите на првосвештеникот, роднина на оној кому Петар му го отсече увото, рече: нели јас те видов во градината со него? Но Петар одрече повторно и веднаш запеа петел. Гледаме еден текст во кој се испреплетуваат две работи: одрекувањето на Петар и односот на првосвештеници. Затоа овој денешен текст ќе го поделам на два дела, тоест на две анализи.
прво анализата на првосвештеникот и со тоа ќе видиме колку е тврда, тоест закоравена религијата кога е помешана со интерес. Религија од корист. А второ ќе го анализираме Петар и со тоа ќе видиме колку беа недоследни учениците или во примена колку е недоследна црквата. Да одиме со првата точка. Од текстот вели дека Ана, кој му е тест, тоест дедо на Кајафа, и тој е првосвештеник. Тоа видовме 18-19 стих, а во 13 стих вели Кајафа е првосвештеник. Го испрати врзан при првосвештеникот. Кајафа гледаме и во 24 стих. Сега, овдека, очигледно е дека тогаш имало двајца првосвештеници, би се рекло. Вели тогаш четата заповедникот и јудејските слуги го фатија Исус и го врза и го одведоа првин при Ана, имено тој им беше тест на Кајафа, кој беше првосвештеник во онаа година. Значи, Кајафа беше во онаа година првосвештеник. А зошто подолу читаме и Ана? И како е можно таа година да имало двајца првосвештеници, кога од броеви знаеме дека се избира секоја година еден првосвештеник. Меѓутоа, ако добро видиме, некој овластувања првосвештеникот кој бил избран за таа година ги има преку целиот живот. Титулата, обезбедувањето и честа како првосвештеник. Нешто слично се случува и со председателите во некои држави денес, да зајме Соединетите американски држави. Таму председателот цел живот го нарекуваат председателот Вашингтон, да речеме. Значи титулата како председател му останува. И обезбедувањето. Така и овдека, значи Ана си го добива и си го чува како првосвештенството како титула. И тоа е ова што е овде пишано. Значи Кајафа е првосвештеник во таа година, а Ана бил некоја година претходно. И сега според историски изјави, па и спрема Талмудот, историската еврејска книга, двајцата биле многу корумпирани. Значи цел систем бил корумпиран. Нешто што гледаме и денеска, ништо ново под сонцето. Тие ја користеле таа духовна власт, што тоа време била и најголема власт, за богатење и за политиканство, за политика. Значи првосвештеникот што правил? Ги контролирал сите менувачници во храмот и околу храмот. Бидејќи сите евреи од цел свет доаѓале таму со своја валута, со своји пари. И морале тие пари да ги разменат во храмски пари, во храмска валута. И тука провизијата сигурно била многу голема. Покрај ова, првосвештеникот го контролирал и жртвувањето и набавката на животните, на стоката што се жртвувала. А годишно се жртвувале околу 250-260 илјади само јагнина. Ефтино сигурно ги набавувале и само тие можеле да продаваат, да не речам, свети животни во храмот. И тоа била огромна заработувачка. И така се богателе. И затоа целата фамилија, и на Ана, и на Кајафа, кои биле и во сродство зет и дедо, била исклучително богата и влијателна во Израел. Бидејќи се контролирале во храмот. А храмот знаеме дека беше центар на сите збиднувања. Се биле, само очигледно едно не биле. Не биле свети, не биле осветени. Не се грижеле воопшто за духовната состојба на нацијата. Претходно во исто во Евангелие од Јован видовме како Исус лично два пати што правеше? Го чистеше храмот од тоа, од менувачите и од продавачите на животни. И два пати го манифестираше својот праведен гнев врзни, дури употреби
и сила, камшик. Уште на почетокот на својата служба го чистеше храмот. Вече прочитаме Јован 2 глава од 14 до 17 стих. Вели, и ги најде во храмот продавачите на волови, овци и гулаби и менувачите на сребреници, како седат таму. Направи бич од јажиња и ги истера сите од храмот, заедно со овците и воловите. На среброменувачите им ги истури сребрениците и им ги преврте масите. А на оние кои продаваа гулаби им рече, однесете го тоа од тука. Не правете трговска куќа од домот на мојот татко. Неговите ученици сетија дека е напишано, ревноста за твојот дом ме изеде. Значи го гледаме тоа. Што направи? Затоа не го сака. Ни Ана, ни Кајафа, па ни другите првосвештеници, другите свештеници. Затоа не го сака. Бидејќи му го растураше бизнисот. Не само што тој праведно го чистеше домот на својот татко, го чистеше храмот, туку нив му го растураше бизнисот. Ана и Кајафа не се грижеа за Божиото дело. И тие се еден пример колку религиозните луѓе кои се религиозни од интерес можат да бидат глуви за Божиото Слово. Глуви за Божиото Слово. Лесно е да се слуша, а да не се чуе. Значи, многу глуви за Словото се оние кои се религиозни, ама од интерес. И тоа се луѓе кои што секојдневно биле со Словото. Тие го поучувале народот. Ги учеле другите, ама биле глуви. Не го слушнале. И тоа е тоа слушање од интерес. И тоа е човечкото срце. Колку е лесно да се проповеда, а да не се чуе. А колку е уште полесно да се слуша, да се чита, а пак да не се чуе. И затоа колку ќе има чудење кога човекот ќе умре човекот. Ќе има многу чудење. Не слушнале, слушале, ама не слушнале. Бидејќи слушале како што им одговара. Човекот е многу склон да слуша она што него му одговара. По свое. И затоа ќе има чудење кога човек ќе умре. Најпрво, кога ќе умре човек, ќе се чуди како овие луѓе се овде во рајот. Бидејќи таму ќе има секакви грешници кои се покајале. Уште повеќе се чуди зошто некои луѓе не се во рајот, туку се во пеколот. Се мисли на овие религиозни кои се правеле духовни пред народот, кои живееле демек духовно, а уствари биле лицемери и живееле од интерес. И тие нема да бидат во Божиото царство, ќе бидат во пеколот. Ќе биде и тоа чудење. И најголемото чудење ќе биде, па Боже, со што јас заслужив да бидам овде. Ваков за никаде. Тоа е тоа чудење. Ќе има многу чудење. И сега видете Јован 7:45 што ни вели. Евангелие според Јован 7 глава 45 стих. Кога слугите дојдоа при првосвештениците и фарисеите, тие им рекоа: зошто не го доведовте? Значи, уште тогаш тие сакаа да го апсат. Ги пратија слугите да го апсат Исус. Тие не го апсаи, овие му велат: зошто не го доведовте? Имаа налог, ама не го фатија. И еве, и зошто? 46 стих. Служителите одговорија: никој никогаш не зборувал така, како што говори овој човек. Значи, Божиот збор е причината. Словото. Словото ги плашеше. Словото им смета и нив. Словото иритира. Ама не се осудија стражарите да го фатат, имаја страф од Словото. А и не го фатија, бидејќи не беше дојден часот. И понатаму, вели, а фарисеите им одговорија: зар сте вие заблудени?
дали некој од првосвештениците или од фарисеите поверувал во него. Дали некој поверувал од нив? Па да, Никодим, кој беше кај Исус, кога Исус му кажуваше за наново раѓање, па Јосиф од Ариматеја, кој го симна Исус од крстот, кој побара од Пилат да го погреба. Значи, ќе видиме дека и Јован, апостолот Јован, беше близок со првосвештениците, со првосвештеникот беа блиски. И точно овие првосвештеници, гледајте колку биле само праведни, не го препознаа Месијата, значи биле глуви и слепи. Во 49 стих вели: туку проклет е овој народ што не го знае законот. Значи, проклет е народот, не го знае законот. Зошто? Затоа што нив не му одговара така. Гледате колку глуви, колку слепи. Исто кога Исус го излекува слепородениот во 9 глава. Тие не гледаат дека тој гледа и колку погрешна поставка има на сето тоа. Кога слушнале за тоа, прво што направија? Прво го сослушале слепиот. Ајде да видиме 9 глава од 13 до 16 стих. Го одведоа некогашниот слепец при фарисеите. А беше сабота, кога Исус направи кал и му ги отвори очите. Тогаш пак го праша и фарисеите како прогледал. Тој им рече: ми стави кал на очите, се измив и гледам. Тогаш некој од фарисеите рекоа: овој човек не е од Бога. Не ја празнува саботата. Други говореа: како може грешен човек да прави такви чудеса? И настана раздор меѓу нив. Значи, после ова е прошируваат тие истрагата. Значи, уште тогаш водат истрага. Ова е истрага, службена истрага. После тоа, тие ги испитуваат и родителите. И ги прашаа велејки: дали е овој вашиот син за кого велите дека се родил слеп? Како гледа сега? Неговите родители одговорија: знаеме дека овој е нашиот син и дека се роди слеп. А како гледа сега не знаеме. Или кој му ги отвори очите, ние не знаеме. Прашајте го него, тој е возрасен и самиот нека зборува за себе. Ова го рекоа неговите родители, зашто се боја од јудејците, бидејќи јудејците се беа согласиле да биде исклучен од синагогата оној кој ќе го признае дека е Христос. Заради тоа неговите родители рекоа: возрасен е, прашајте го него. Значи, разговараат со нив, разговараа со него и не гледа. И тогаш истрагата е враќа пак назад, кај кого? Пак го испитува слепородениот. Тогаш повторно го повикаа, вели, човекот кој беше слеп и му рекоа: прослави го Бога. Ние знаеме дека тој човек е грешен. А тој им одговори: дали е грешен, не знам, едно знам, дека бев слеп, а сега гледам. Тогаш му рекоа пак: што ти стори? Како ти ги отвори очите? Им одговори: веќе ви реков, не чувте? Веќе ви реков и не чувте. И што сакате да чуете повторно? Да не сакате и вие да му станете ученици. Гледате? Разговараат со него, тие го гледаат, тој ги гледа, ама не веруваат во ова чудо. Колку закоравено срце. Веќе ви реков, ама не чувте. Значи, сакате да слушните она, вас што ви одговара. Тоа се првосвештениците. Исус направи инаку уште многу чуда, што не се запишани, ама и да беа, сето тоа ќе беше бадијало, бидејќи чудата не го менуваат човека, не го менуваат човечкото срце. Чудото никого нема да го спаси. Спознанието, спознавањето на сопствениот греф е тоа спасува. И најголема милост е кога ќе го видиме својот греф, а не туѓиот греф. Но најчесто ние го гледаме туѓиот греф, или поточно својот греф во друг човек. И затоа најголема милост е да го спознаеме својот греф. Значи, колку религијата, измешана со традиција, измешана со интереси, го прави тврдо, камено човечкото срце, закоравено. Тоа го гледаме и во 11 глава, после
она планирано чудо со воскреснувањето на Лазар. Тоа чудо и тоа воскреснување не се случува секој ден. Еве, јас досега во мои 53 години, освен ова што ги имам прочитано овде, не сум слушнал дека некој мртов воскреснал, но ова се случило. Исус знае дека наближува неговиот час и темпирано го прави тоа. Го прави можеби најголемото чудо, гледајќи од човечки аспект. Го воскреснува Лазар. И тука имаме пак истрага, и тоа голема истрага, 11 глава, од 45-тиот стих натаму. Тогаш мнозина од јудејците кои дојдоа со Марија и видоа што направи Исус, поверуваа во него. А некои од нив отидоа при фарисеите и им рекоа што направи Исус. Значи пак одат при фарисеите. Затоа свештеничките, главатари и фарисеите го свикаа Синедрионот и рекоа што да правиме. Голема истрага. Се свикува цело собрание. Се свикува Синедрионот. Зошто овој човек прави многу чудеса? Ако го оставиме така, сите ќе веруваат во него и римјаните ќе дојдат и ќе ни ги одземат и земјата и народот. Гледате тие за што се грижа? Че му ги одзема римјаните земјата, народот му го одзема бизнис. Нема добивка, нема корист. А еден од нив, Кајафа, кој беше првосвештеник во таа година, им рече: вие не знаете ништо, ниту помислувате дека е подобро за вас да умре еден човек за народот, а не сиот народ да пропадне. А ова не го рече само од себе, туку како првосвештеник во таа година прорече дека Исус ќе умре за народот. И не само за народот, туку и за да ги собере воедно распрснатите Божји деца. Така, по тој ден се договорија да го убијат. Ова се теолози, врвни теолози за тоа време. А гледаме што прават. Се договорија да го убијат. Колку закоравено, колку брутално срце имаат. Значи, колку ја имаат таа вистина без љубов. Бруталност. Или каква љубов без вистина. Лицемерие. Страшна работа е религијата кога се помешува со интерес и традиција. Само колку луѓе се убиени заради верата. Бидејќи таа религија, која е од корист, која е испомешана со традиција, е многу опасна работа. Тоа и се случува и денес. И многу е страшно. И денес има убивања по цркви, има убиство на христијани, точно од такви закоравени религиозни луѓе. Кајафа е пример колку човечкото срце е духовно слепо и духовно закоравено. А прочитавме дека тука не е само Кајафа, има и други. Ова е пример за едно општо закоравено човеково срце, општо земено. Тука беше и заповедникот на четата, римски војници, слугите, фарисеите. Сето ова тие го доживеа, ама ништо не доживеа. Чудно е срцето кое е закоравено. Тоа е духовно слепо, духовно глуво, а доведува дури и до лудило. Павле во Римјаните, 1 глава, вели: мислејќи дека се мудри, станаа безумни. Иако Библијата вели дека човекот е безумен, луд, тогаш навистина е луд и безумен. Ако човекот кој ја замени славата на нераспадливиот Бог со слики, најчесто со слики на распадлив човек, тогаш тој е безумен. И кога Библијата тоа го вели, тоа е така. Кога Бог ќе го замениме со идеологија или со било што, тоа е безумство. Безумно, лудо срце. Значи видовме дека е глуво, дека е слепо, закоравено и е лудо, безумно. Зошто 18 глава ни зборува дека човечкото срце е закоравено до безумство, до лудило?
Дали ние може да се бориме против Бог? Дали можеме да го победиме? Може би ова прашање за некој нема смисла. Но дали сте свесни и дали знаете колку луѓе се борат до крај, до смртта? Дури во смртно бунило, во смртна агонија. Се борат против Бог. И уште, не. И не се предаваат. Не се покајуваат. Умираат и заминуваат во пекол. Затоа е битно ова прашање. Може би звучи сурово. Секој што нема да се покае завршува во пекол. Но тоа е вистината. Не можеш да го победиш Бог. Тоа е лудост и безумство. Се сеќаваме од претходниот пат, 1000 вооружени луѓе доаѓаат да го фатат Исус. И кога тој им рече јас сум, сите падна на земја. Тие знаеа кој е. Тогаш. Но дојдоа да го фатат и да го врзат. А дали може Бог да се врзи? Па од овде видовме дека може, ама ако тој дозволи. И тој го дозволи тоа, но зошто? Зошто дозволи Бог да биде врзан? Самиот. За човекот да биде одврзан, Бог беше врзан за човекот да биде одврзан, да биде слободен. Бидејќи човекот е врзан и е роб на страстите на телото, на гордоста, роб на својот грев, роб е на кнезот на овој свет, а кнез на овој свет е сатаната. За човекот да биде одврзан од многу видливи и невидливи врзувања. Христос беше доброволно врзан. И тоа е дел од планот. И овде тој е единствен првосвещеник. Исус е единствениот првосвещеник, кој нуди спасение, дури спасение и на овие два лажни првосвещеници. Исус го нуди спасение. Каков контраст има во ова поглавје? Кога го гледате Христовото срце и човековото срце. Човековото е закоравено, немирно срце, а Христовото смирено, меко, милостиво срце. Овде гледаме одма после, да речеме, испадот на Петар со мечот, кога му го пресече увото на слугата, на Малх. Ова одма после тоа се случува. Меѓутоа, Матеј забележува и додава уште еден битен елемент, еден битен детаљ и вели вака. Вака Исус му вели на Петар, Матеј 26 глава, 53 стих. Или мислиш, ова Исус му го вели на Петар, или мислиш дека не можам да го помолам мојот татко и ќе ми испрати веднаш повеќе од 12 легии ангели. 12 легии ангели. Тоа се многу ангели. Легијата, статистички гледано низ историјата, мислам на римската легија од тоа време, броело од 4.500 до 5.500 војници. Што коњаници, што пешадија. И сега видете ова разлика во однос на силите. 12 по 5.000, тоа се 60.000 ангели, значи повеќе од 12, повеќе од 60.000 ангели, спротив, како што кажав, овие 1000 војници. И Петар тоа го виде, го созна тој, затоа беше многу јак тогаш. Но очигледно, од ова што е? Дека Бог не може да се победи. Тоа е безумство. Ама планот оди понатаму. И овие луѓе стануваат, доаѓаат при себе кога паднаја на земја и го врзуваат Исус. Значи човекот го врза Господ. Второ прашање било, може ли Бог
да се осуди. Тоа го пробаја и на крај тоа и го направија. Првосвештениците. Значи, може ли судијата да се осуди? Ако гледаме од нашето правосудство денес гледано, многу тешко. Но тоаш како човекот мислеше, ако денес е многу тешко, да го осуди големиот судија, судијата со големо С. Многу едноставно, бидејќи таков закоравен во срцето, безумен, луд, тоа е човекот. Сака да го осуди и го суди праведниот судија. И сега да го прочитаме нашиот текст од 19 до 24 стих. И вели вака: првосвештеникот пак го праша Исуса за неговите ученици и за неговата наука. Исус му одговори: јас му зборував на светот јавно. Секогаш поучував во синагогите и во храмот, каде се собираат сите јудејци, и ништо не говорев тајно. Зошто ме прашуваш мене? Прашај ги оние кои чуја што сум им зборувал, тие знаат што сум говорил. Кога го рече тоа, еден од присутните службеници го удри Исуса по образот и рече: така ли му одговараш на првосвештеникот? Исус му одговори: ако реков лошо, докажи дека е лошо. Ако реков добро, зошто ме удираш? Тогаш Ана го прати врзан при првосвештеникот Кајафа. Гледаме истрага, испитување. Ако лошо реков, вели, докажи. Докажи. И тогаш Ана сигурно се исплаши. И што прави? Го праќа кај Кајафа. Ова испитување, само да знаете, како податок дека не беше легално испитување. Евреите не смеја да вршат испитување на еден евреј ноќе, не смеја никого да го судат ноќе. Значи, ова беше монтиран процес, да речеме во денешен жаргон. Во другите евангелија, ако читаме, па дури и пред Пилат се донесоа и лажни сведоци, лажни сведочења имаше. И гледаме дека овдека правдата не е правда. Правдата и денес секогаш не е правда. Таа е илузија овде на земјата. Ниту имало правда, ниту има, ниту ќе ја има. Само Божиот суд го чува достоинството на еден човек. Бог е праведен судија. Само Бог, само тој. И тоа може би не плаши, но тоа треба и да не охрабрува. Бидејќи правдата е важна. И сега овие го осудуваат праведниот судија. Исус шо вели? Јавно зборував пред сите, дејње во храмот. Значи Исус зборуваше јавно пред сите. А Кајафа го сослушува ноќе. Каков контраст. Исус им даде многу докази претходно, но не слушна, не видоа, не разбраа. А Ана и Кајафа немаат никакви докази. Уапсен, сослушан и малтретиран беше Исус, нашиот Господ, без никаков доказ. Кој е овде оптужен, а кој е судијата? Ајде да видиме како Бог се парничи со својот народ, со Израел, во времето на пророкот Михеј. И верувам дека кога ќе очитаме ова, ќе ни одзвонува во ушите за ова што се случува денес. Ајде да читаме Михеј 6 глава, од 1 до 3 стих. Чујте што зборува Господ. Стани, суди се пред горите и бреговите, нека го чујат твојот глас. Гори, слушајте ја Господовата пресуда. Основи на земјата, чујте зашто Господ се суди со својот народ. Тој се суди со Израел. Народе мој, што ти стори, со што те измори? Одговорете против мене. Ова е вистинското прашање. Ова е навистина вистинско прашање. Ние денеска во каков свет живееме? Живееме во свет
Исполнет со какви луѓе? Уморени луѓе. Луѓето денеска сите велат се уморени. Живееме во свет каде луѓето постојано се жалат дека се уморени. И денес Бог не прашува, со што те измори? Со што? Па сам си се уморил. Сами се уморуваме. Сами си ставаме товар. И други не оптоваруваат. Понекогаш, но сами се оптоваруваме. И постојано се оптоваруваме и се изморуваме. Треба ова, треба она, па вака да се направи, па онака, па планови, па не знам што ти уште не. И се така во недоглед. И само се оптоваруваме, се уморуваме. А Бог прашува, со што те изморив јас? Со што јас те изморив? Ова е судски процес во судница. Бог се суди со Израел, вели. Така да го гледаме ова. Со што те оптоварив, што постојано се жалиш и кукаш. Јајде да прочитаме сега Михеј 6 и 7 стих што вели. Со што ќе дојдам пред Господа? Ќе паднам ли ничкум пред Севишниот Бог? Ќе дојдам ли пред него со жртва паленица, со телиња годиначина? Дали ќе му бидат мили 1000 овни, 1000 потоци масло? Треба ли да се принесе првородениот син заради својот престап, плодот на својата утроба, заради гревот на мојата душа? Човек, објавено ти е што е добро, што бара Господ од тебе. Да се прави само правда, да се љуби милосрдието и да се оди смирено со својот Бог. Значи, вистинска причина е гревот. На што се жалат луѓето тогаш? Со што се изморени? Секој човек е изморен со својот грев, вели Еремија. Колку се актуелни пророци денес. Сите се уморени, со што? Бог не измори? Не, со својот грев. И видете сега, ова што го кажа Михеј во 8 стих. Колку е едноставно. Ајде, уште еднаш. Човеку, објавено ти е што е добро. Што бара Господ од тебе? Еве што бара Господ од тебе. Да се прави само правда, да се љуби милосрдието и да се оди смирено со својот Бог. Толку едноставно. А велиме, се уморивме. Имаме проект, имаме работа, имаме ова, имаме она. Црквата се жали, црквата кука, изморена е. Жално. Се жали, а Бог вели, со што те уморив. Само од тебе шо барам, вели Бог. Да се прави само правда, да се љуби милосрдието, а милосрдието е поврзано тесно со простувањето. Бог затоа е милостив, милосрден, затоа што простува. И смирено да се оди со својот Бог. И сега кој не оптоварува? Дали Бог? Најмногу самите. И видите сега што му вели точно заради тоа Бог на својот народ. Од 9 до 15 стих, исто во 6 глава, Михеј. Господовиот глас му вика на градот и мудроста ќе го види твоето име. Слушајте го, жезалот и оној кој го определил. Зар можам да го поднесувам богатството во домот на безбожниците? Со проклета, неполна ефа. Можам ли да го оправдам оној кој се служи со крива мерка, со врејка, со измамливи мерилки? Вашите богаташи полни се со насилство. Вашите жители зборуваат лага. Измамлив е јазикот во нивната уста. Го имаме ова денес. Ова е денешното време. Затоа и јас почнав да те удирам и да те истребувам. Заради твоите гревови. Да не се чудиме кога нешто се случува денес. Ке јадеш, а нема да се наситиш. Ке останеш гладен. Ке останеш настран и ништо не ке сочуваш, ако и запазиш нешто. Јас ке го предадам на меч. Ке сееш, но нема да жнееш. Ке ја цедиш маслинката, а не ке се намажеш со масло. Ке газиш грозје, а не ке пиеш вино.
Гледате што ни кажува. Нема да жнееш, нема да јадеш, нема да пиеш. Нема, заборави на тоа. Зошто? Заради својот грев. Не може судијата да го судиш. Не може Бог да се врзи. Не може да се победи Бог. Ке изгубиш. Што треба да му се прави на Бог? На Бога треба да му се покориш. Да му се покориш. А тоа е најтешко за секој човек. Да биде покорен на некој. Да му се покоруваш на оној кој е најмилостив, на оној кој е најправеден. Тоа Бог го бара. И сега да одиме со втората точка. Петар, неговата недоследност, недоследноста на учениците и во примена недоследноста на црквата. Нема ниту еден човек за кој можеме да кажеме дека не е недоследен. Дека не може да се докаже недоследност. Секој во нешто отстапува. А тука сме и ние, тоа е и црквата. Таа е таа недоследност на црквата. Се некој негде отстапува. Јаве што вели нашиот текст. Од 15 до 18 стих прво. По Исус одеа Симон Петар и еден друг ученик. Ученикот му беше познат на првосвештеникот и влезе со Исуса во првосвештениковиот двор. А Петар стоеше надвор пред вратата. Тоаш другиот ученик, кој му беше познат на првосвештеникот, излезе, проговори со вратарката и го воведе Петра. Тогаш слугинката вратарка му рече на Петра: да не си и ти еден од учениците на човеков. Тој рече: не сум. А слугите и служителите беа запалили оган и стоеа и се грееа, зашто беше студено. И Петар стоеше со нив и се грееше. И сега продолжува ова од 25 до крајот, до 27. А Симон Петар стоеше таму и се грееше и му рекоа: да не си и ти од неговите ученици. Тој одрече: не сум. Еден од слугите на првосвештеникот, роднина на оној кому Петар му го одсече увото, рече: нели јас те видов во градината со него. Но Петар одрече повторно и веднаш запеа петел. Значи, ако ги читаме другите евангелија, читајќи ги другите евангелија, дознаваме дека сите останати ученици што направија? Се разбегаја. Сите се разбегаја. А сите велеа, како и Петар, дека се спремни да умрат за Исус, дека спремни да умрат за него. Матеј тоа јасно го пишува, кога Исус му рече на Петар дека 3 пати ќе се одрече од него, додека пропее петелот, тој вели: зар јас, Господе? Зар јас да се одречам? Никогаш. И сите го велеа истото. Така вели Матеј. И сега кога дојде тој притисок, кога Исус е веќе врзан, одведен на сослушување, сите се разбегаа. Но Петар сепак го следеше, бидејќи најмногу го љубеше Исус. Внимателно го следеше на дистанца од подалеку, ама го следеше. И читаме овде дека еден друг ученик бил со него. И тоа ученик кој бил познат на првосвештеникот. Значи, не биле тоа некој секташ и некоја изолирана секта, како што луѓето мислеле тогаш и денес мислат. Значи, овој ученик кој бил со Исус го познавал големиот првосвештеник и влегол во дворот, каде што не можел секој да влезе. А сега, кој бил тој ученик? Значи, влегол во дворот со врски, со вратарката го внел и Петар. Значи, тогаш имало врски. Од останатите евангелија можеме да дознаеме дека Исус оддалеку го следа и некои други. А кои беа тие? Тоа беа некои жени. Значи, жените, гледате, биле похрабри од мажите. Од оние што се разбегале. Ама биле похрабри. Тоа е интересен податок. И жените го следеле меѓу нив, а меѓу нив била и Салома. Во Марко можеме да прочитаме. Салома била мајка на Јован. Исто така Салома била блиска со Елисавета. А Елисавета е мајка на Јован Крстител и жена на Захарија. А Захарија, се сеќаваме, беше свештеник.
кој имаше пристап во храмот. И тоа е таа врска. Симон, Елисавета, Марија, Захарија. И на тој начин тој влегол внатре. И најверојатно, од сето ова, тој ученик бил Јован, авторот на ова Евангелие. И друг доказ за тоа е, бидејќи самиот автор никогаш, самиот Јован никогаш не го кажува своето име. Тој себе се нарекува како друг ученик, како ученикот кого Исус најмногу го љубеше. Значи, тој влегол внатре и со врски го внесува Петар. Петар, кој се колнеше дека ќе умре за Исус, кој извади меч, и сега овде од овој текст се уплаши од една невооружена жена на вратата. Од вратарка, ти вели, не сум јас. Не го познавам. Како таков толку силен човек да се уплаши? Не сум, вели. Тоа е човекот. Тоа сме ние. Тоа е таа недоследност на црквата. Не сум, не јас, само да дојде притисок. Многу луѓе ќе го направат тоа. Прво одрекување беше тоа. Потоа дојде и втора недоследност. А Симон Петар стоеше таму и се грееше и му рекоа, да не си ти од неговите ученици. Тој одрече, не сум, вели. И одиме, одма после тоа и на третото одрекување. Еден од слугите на првосвештеникот, роднина на оној кому Петар му го одсе чувото, рече, нели јас те видов во градината со него. Значи, многу добро тој памти, бидејќи на негов роднина го крена мечот. И Петар шо вели? Одрече повторно и веднаш запеа петел. Која е примената на овој настан за нас, за мене и за тебе? Ова е вистински настан. Овој настан сведочи и не охрабрува со фактот дека Бог е суверен и владее. Бог не може да се победи, Бог не може да се врзи, Бог не може да се осуди. Кајафа не разбра што вели кога вели дека е подобро да умре еден човек за народот, а не сиот народ да пропадне. Тој тука, гледајќи ги своите интереси, својот верски бизнис, пророкува и поточно го зборува Евангелието. Тој зборува за заменска жртва, зборува за оправдувањето, зборува за припишаната Христова праведност на оние кои ќе поверуваат и на оние кои веруваат. Дали е Кајафа свесен за тоа? Не. Тоа е Божја сувереност, која ги користи и човечките себични и слепи интереси и оние кои се непријатели, оние кои сакаат да го убијат, Бог ги користи. Бог е секогаш над се и неговиот план секогаш оди понатаму. Човечката глувост, слепил и глупост не можат да го попречат, а камоли да го запрат планот. Зар да не ја пијам чашата што ми ја даде мојот татко, вели Исус. Планот оди понатаму. Овде Бог не охрабрува и со тоа што тој е трпелив со своите. Каде ја гледаме таа трпеливост? Ние мора да бидеме свесни колку негативен потенцијал има во нас самите. А колку Бог не искажува љубов до крај. Ова е голема вистина кога Петар 3 пати се одрече од Исус. 3 пати се одрече од Исус. Читаме. А Исус што? Не го напушти. Исус не го отфрли. Господ простува и со тоа Петар учи и Бог покасно тој истиот Петар го користи целиот живот за своја слава, за своја корист, за ширење на Евангелието. И тоа на еден неверојатен начин. Во нашето следење на Исус Христос, значи има простор за наше паѓање,
и за наше станување. Значи, постои милост која ни е на располагање, бидејќи тој, Исус, е големиот првосвещеник, што не спаси. Значи, следењето на Исус е процес и во тој процес на следење Бог постојано не учи. Тој е учител. А зошто не учи? Затоа што не љуби до крај. Со љубов која го менува секое закоравено срце. И на крај, Христовиот поглед на сето ова. Само ќе го прочитаме Христовиот поглед на сето ова. Ист настан само запишан од евангелистот Лука. Значи, одиме Лука 22 глава, од 54 до 62 стих. А кога го фатија, го одведоа и го воведоа во домот на првосвещеникот. Петар одеше по него оддалеку. Кога пак запалија оган сред дворот и седнаа наоколу и Петар седеше меѓу нив. И кога една слугинка го виде како седи до огнот, се загледа во него и рече: и овој беше со него. Но тој одрече велејки: жено, не го познавам. И малку потоа го виде некој друг и рече: и ти си од нив. А Петар рече: човек, не сум. И кога помина околу 1 час време, еден друг потврдуваше: навистина и овој беше со него, зашто е галилеец. А Петар рече: човеку, не знам што зборуваш. И веднаш, додека уште зборуваше, петел запеа. Тогаш Господ се заврте и го погледна Петра. И Петар се сети на Господовите зборови, што му го рече: пред да пропее петел, 3 пати ќе се одречеш од мене. И Петар, штом излезе надвор, заплака горко. Гледаме каква недоследност. Не го познавам. Не сум. Не знам што зборуваш. Под притисок. Од страв. А Исус, каков е неговиот поглед? Ова е тој поглед што сакав да го напоменам. Исус само го погледна. Тоа е тој Христов поглед на мене, на тебе, на сите нас. Полн со милост, полн со простување, полн со надеж и полн со сигурност. И Петар се заврте и горко заплака. Се покаја. Значи, Христовиот поглед на сето ова води до покаяние. Петре, тоа е само процес. Тоа е процес. Ти си само човек. И твојот потенцијал е многу лош. Но Исус вели: јас сум поголем, јас те повикав, јас те откупив, Мојси. И покрај сите недоследности, јас ке те користам. Гледаме каков контраст во 18 глава. Недоследност од црквата, но милоста Господова е голема над сите нас. Да се молиме. Господе, Татко наш, ти благодариме за овој текст, ти благодариме за ова слово што го даваш. Ти благодариме за твојата милост, за твојата сувереност. Ти благодариме што си секогаш над се, што ни даваш едно покајничко срце, со што можеме да имаме страхопочит кон тебе, Господе. Но и не охрабруваш дека си постојано со нас, колку и да пајгаме, ти не привлекуваш, ти не подигнуваш и не водиш по твојот пат. Те молам, Господе, благослови оваа заедница. Ти води оваа заедница. И кога и да има падови, ти креваја, ти подигаја. И оваа заедница да биде зрак на светлина во овој град. Ти зацврстувај во незината вера. Зацврстувај го секој еден од нас. Бидејќи само преку тебе можеме да обстанеме во овој свет, бидејќи сме откупени од тебе и ти не водиш по твојот пат. Затоа се оставаме во твои раце и во твое водство. Во Исусовото име молиме.
Амин.